Гоце Дамјанов е единствен жител во селото Јастребник, Кочанско. Има 58 години и тешко живее во остатоците од куќата од неговите родители. Тешко се пристигнува и со автомобил до неговото живеалиште. Од градот со автомобил се потребни возење 1 час по неасфалтирана улица, а пеш за да купи леп на Гоце му се потребни неколку часа. Затоа оди со неговиот најдобар пријател, магарето, кој го врзува пред да стигне во градот, завршува работа и купува леп и кромит, за пак да се врати во неговата осамена куќа. А таму го чекаат и двете кози кои му даваат млеко за да преживее. И тоа е се што има од друштво. И телевизорот вели тој ми прави друштво за да не го изгубам паметот низ годината. Живее само со 4000 денари месечно. Го боли раката и ногата и не може да отиде на терапија зашто нема средства. Па докторите каде оди на преглед се смилувале и го пријавија овој човек за да ја потсетат јавноста дека таму горе на Осоговијата има еден човек кој не знае ни од каде да почне за да го раскаже својот тажен и осамен живот. Прилично студен ден, викенд. Се наоѓаме на врвот од селото Јастребник. Единствениот жител кој што живее ова село се вика Гоце Дамјанов. И токму тој го пречекуваме од градот на Магаре, каде 2 часа доаѓа до сопствениот дом со неколку кила леп. Добар ден. Добар ден. Гоце? Ја. Оху. Ме пријавија во нашата емисија. Ни кажаа дека сте единствен жител тука во село. Ја. Како е да се биде единствен жител на врв на планина? Лошо. Лошо и тешко, претпоставувам. Тешко. Како живеете? Зошто дојдовте од долу? Каде бевте? Леп да си донесеме, не може да си идеме градот да се испаниме, леп да си донесеме. Како одиш со магаре? Со магаре. Со магарето? Колку часа одиш до 2 долу? сата кома е. Лоше патот? Лошо пат, нема асфалт. За да отидеш во продавница, каде го оставаш магарето? Там реката го врза. Немате друга опција за да... Или пеш? Нема. Нема автобус, не доаѓа до Не тука? доаѓа. Не. Дали нешто од што живееш? Социјална помош. Со социјална. Колку земаш социјално? По 4. Веројатно ова ти е најдобриот пријател. Тоа пријател. Да, и веројатно без него и не можеш да живееш и дојдеш и да преживееш. Така. Така. Може да го врземе некаде магарето и да ја видиме куќата каде живееш. Може. Во каква состојба е куќата? Куќата е проспаѓа. Да не ти е магарето, ништо не би можел. Ништо може. А зошто кривиш? Што ти е? Ногата ме боли. Од што? Така ме заболене и вивал сам ја нешто и се болим. Зема неколку кила леп, веројатно тие ќе ти бидат доволни за неколку дена. Да, тие, така. Инаку тешко е секој ден со магарето до доле. Тешко. Колку километри има до градот? 2 сата. 2 сати пеш. Пеш. Како живееш? Лошо, кој долази на светилија, некој народ кој се збере, тога и народ има. После нема. Еднаш во годината? Еднаш. Навистина страшно е да си сам? Сам. Навечер? Како? Така, може с телевизор. Телевизорот ти прави друштво? Он. Ми кажеш, земаш минимални средства Нормално. и со тие минимални средства веројатно тешко преживуваш. Тешко. Зашто ти се доволни тие 4000 денари? Што ќе нема и за лекови, нема и за се. Си останувал ли без храна? Останувал сум. И како Така. тие денови? Така сам легнал и така сум станал. Гладен? Гладен. Имаш ли роднини? Имам борчеди. Ти помагаат ли нешто? Помагат, некој пат пари ми дадат, некој пат Иначе не би преживел? не би преживел. Не. А храна? По градови идеме, купи ми се што тебе се. Но кога не стасуваат пари? Па не се така запишаме. Беше ли на лекар за ногата? Па и да бегам, уште бег. И? Не, и бег, и уште на, сак пат ида тебе на ида на опет сам закажан сам. А и раката не ти функционира? Се раката. Што ти е на раката? Обивал сум ја, некој и сега нешто и тоа. Не си способен да работиш? Не. Гоце сиот живот го минал во собата во село Јастребник, во која е и роден пред 58 години. И порано ќе рече тој било тешко, но се живеело зашто имало повеќе жители. Сега тој е единствениот жител во селото до кое од градот едва со автомобил се стигнува до неговата куќа.
Половина од патот не е ниту асфалтиран. За да преживее и купи леп мора 2 часа со единствениот негов пријател магарето, цели 2 часа да се симнува под различни временски услови. Купува и да се задолжува во некоја продавница и назад повторно безнадежно, ја доживува истата одисеја. Лебот го потопува со млекото кое му го даваат двете кози или пак го јаде со некое крумиче или најчесто суво. Но ќе рече, се ќе преживеа многу саминост и неможноста со месеци, со никој да направиш муабет е навистина неподнослива. Каде си роден? Тука съм роден, во селото. Ту не сум градов роден, тук. 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 Како што ми кажи, баш во оваа соба. Тука сум роден. Твоето семејство, колку членови броеше? Имаше Колку ние, браќа? беме ние двојца умреа, ше двојца останаме. 4 браќа бе. 4. Маленко некој сестричка, маленко. После родило умрел тогава. Кога беше дете, како одеше на училиште? Каде одевте? Школата там, имаме школата там. Дека бехте и преска там одеме и не сум одил неколку на школа, неколку слабо сум учил тоа време. Не ми школата одил, нешто така ме среќа, не ме така. Но тука ти било близко каде што се живеел. Така. Каков беше животот кога беше дете? Во оваа куќа имаше ли повеќе жители ова село? Имаше жители повеќе 40 души, имало тука селото, имаше народ. Сако не маѓи, испомреа, испобега. Нема кој патишта нема. А безплатно, кој ќе ти дојде тука веќе, нема кој да живее тука. Неколку километри нема асфалтиран пат. Нема. И има, нели, неасфалтиран пат до твојата куќа. Има. Тука нема не сообраќај ниту Ништо нема. превоз, автобус. Нема. Некогаш се симнуваше во градот, работеше таму ти? Не, нико. Немаш никакво работно искуство? Малку и дојде, 4 дена бех усува, зати нешто нога ме заболе и се врнах. Порано чувавте нешто, стока? Чуваме овци, чуваме говеда, коње чуваме на времето. Додека беа старите, кој спомреа старите, нема кој да чува, ја не могам. По болници се ставно. Одиш по болници? Ставно со болница. Зошто? Што ти е воца? Тоа ногата ми боле, раката, саката прste да ме прават уште. А што ти е на раката? Убива некој прсто и некој не работил. И сега не ти функционира таа рака? Не, Не можеш да ја свиткаш? не. А Но- ногата? Ногата од тука ме заболе, како, вика шилци. Како шилци? Шилци. Не мога тука ме смета и тука не мога да одам. Се бех некна уште противаме и да врнаваме, не сам пари да платам. Бањата, у Кејовица. Докторот те прати на бања? У Звиница таа докторка. Овие не, од Звиница ме напрати, идеш вика да видиш. Да се пранаш, вика, повеќе ти оправи ногата ке и жилите се попуса. А он не ме врнава. Што ти рекол? Немаш пари тоа да платиш, социјално не можеш да платиш и толку, оди си. Не иди за тука. Иди се операција прави, вика. Раката се операција прави. И те вратија? Врнијам. И повторно си со болки во нозата? Ногата ме ја крива, не може да оди у градот, дај ода. Гоце живее со 4000 денари месечно. Болен, го боли ногата и раката. Раката рече си и да не може да ја движи. Исто и ногата. За нивно лечење и подобрување докторот му рекол дека треба да оди на бања, но оттаму го вратиле со образложение дека нема пари да плати и да си бара чаре со операција. Затоа тој принуден е да ја трпи болката зашто со минималните средства за да не умре за леп не може да се купи нити лекови. Па докторката која го лекува се смилувала и го пријави да го стави срцето на дланка и да раскаже како е да се биде единствен жител во една распадната куќа на врв на планина, каде освен диви животни и една осамена црква нема ништо друго. Многу километри пеш треба да отидеш за да се купиш 1 кило леп. Те тоа. Како одиш до градот? Комајат два сата, 3. Со што одиш? Се жипи иден има тука и самагарницата. Самагаренцето. Имате магара. Имам. 3 години јас ја учувах пуле. Од наша магарица. И со тоа магаре се симнуваш до градот. И потоа кај го оставаш за да одиш да испазариш, да купиш нешто? Там го, до реката брза ги има, там си на дрво, там го брза и си дојде. Ако треба подолго да се задржиш во градот, Ке го остави ден, там има, чуо го еден, од Боцолоко, гор, те мостовите кои се видели. и потоа за да се вратиш повторно, нагоре со магарето. Ја носи го малку, ја носим и багажом.
Некој со джип има еден тука нека пат ме служи. Те симнува, ти Се помага. Со колку месечни примања живееш? Па имам те кажам 4 ми дават, некој пат ми 5 дават, некој пат е 4. Социјална помош. Социјална помош. Што правиш со тие пари и како го поминуваш месец? Така некако со зор. Со зор. Како ги распоредуваш парите за да ти стигнат, велиш лекови пиеш, Леко е. а храна? И се храна не стигате, кажам ти. Имам кој ден пишува ми там на лакитери пројаки, должен сам, кога ќе идам не знам. Каде си должен? Там на поляница. Што купуваш? Парлек купува зетини, чекери и такви зетини. Основни работи. Не сам, не пија, нисам пијаница, не пија. Пие малку реке на 5 пил, а сега не смета ми, кажа доктор да не пиеш. Но ти немаш за основните продукти? Не. Да си кој купиш Нема. нешто тука садите или нешто? Како? Кампири посада, се зреда 20 реда толку, посада и така. Колку да имате нешто да сготвите? Пето. Готвиш ли некогаш нешто? Готва си кампири и така, вори с макарони. Долг е месецот? Тај собранието нешто ми дадоа пакети за Божик ми дадоа за Нова година. И те дадоа тие блокови и они дадоа цимент, дадоа ми таа соба направи кој собранието. Они помогнаа. И така. И црвен крст нешто малку ми дадоа. Едно кило шекер. Зети ми не дадоа сал шекер. И нешто ми спагети дадоа, те тоа црвен крст нешто малку. А собранието ми дадоа шекер 2 кила. И што со шекерот? Па те кафе да си свариш, те чај да си направиш. И толку. Толку. Нема, чуваме години, не може да купиме, нема пари. Од кога немате пробано месо? Па цело зиме не сме. Лани некој ден не дам купиме некој коме, сега оваа година немам пари, одек ти купам. Ако некој ви Да, даде некој денар или ако ви даде На така, донација? до нас. А што најчесто јадете? Па те леќа, боб, макарони, ориз. Купа некој пат, така. Ако остане некој денар од лековите? За тоа. Но не стигнат пари, што ќе правиш? Премалку пари земате, велите никогаш немате ниту за лекови. Нема. Колку лекови купувате, какви, зашто? За нервите пијам тие да ноќ да спија. И има ни за глава, и има многу пишаа докторите, дека знам за кои са. За ногата некои пишали. Некои за мај, некои не може да зема. Одека пари? Треба цела социјална помош да давате само за лекови? Само за лекови, тоа. Нити купатело, Нема ниту ништо, вода? ништо, нема. Од каде полните вода? Од тад кладници има ту долу, Од каде? таму долу. Ќе ви го кажам пато, ќе видите И малку. од таму полните вода? Ќе ви го кажам мосло. Со магарето и ти? На раци, На раце носите. тубички. И со таа вода И готва си се. и за пиење? И за јадење, и за се. Се бањате ли во зима? Па бањам се. Каде? Па толку у собата си ја става там. Пето нет, Во корито. корито. Имате корито. Имам. А лиштата како ги перете? Па кажам, носа ги на снаа и са переми. Колко ме раката заболе ногата и снаа на борчет. Јако, мога пера се ја некој вода. Сопун купувам, прашо купа. Така си живеем, мачем се тука, куѓаво. Пат немаме. Видели сте како е патот. Колку сати патуваме. Ту немаме комшии тука, мует да направиме. Ако дойде оздоле од градот, ако дойде некој да направи мует. Еден тука седи, тука на работа си, ама дојде си, доаѓа си комшија тука, он на работа ќе му оди, ќе си оди, има куќа доле. Тука има еден манастир и велите еднаш годишно доаѓаат Само годишно и толку. на 2 август. Да се видат и толку. Други жители нема. Нема. Вие сте сами со... Чувате некои животни сега, освен магарето? И козички, двечки. Колку да имате млеко? За млеко за нас. Во собата каде што спиете има само еден телевизор. Велите тоа ви е единствената занимација. Те тоа ми земјати. Да не е телевизорот? Да не е телевизор, ќе
Не бива. Да си да што ќе направиш мојот? И за денот да помине треба човек, Та, треба така. друштво. Друштво треба. Среќа да ми најде и со дете да се најде некоја жена да си најде ја. Да ми Но зарем би дошла тука некоја жена да живее во вакви услови? може да дојме некој да се најде некој. Стара оваа куќа, стара оваа, па прави и друго. Немам пари, оваа ќе правиме, немам пари. Таманот само што не падно. Не. Сега ќе тебе да покриваме. Немам пари. Дока макар ми дадо ми така и дадо да покрием, да не тече, народот ни помага. А тече ли кога врне? Врне тече. Тече, ќе видите сега, кога згор, ќе ми види како се старо. Оке двора покрива, ќе падне се вие, даски ќе падне, ако не ја покрија. Ам да само половина е покриена. Половина. За другата половина не стаа са керамите. Не сме. Сако лето, како некој да ни помогне нешто, ако може учество да се помогне, да се најде. Самите не сте способни тоа Не, да го направите. не. Ти и братот. Не. Брат ти е постар од тебе? И он нешто не е арен, нешто губи си, он свеста му губи. Не знаеше дома некој пат изнервира се нешто. Како би сакал да ти се среди животот? Како би бил посреќен Гоце? Среќа со домаќинка да си имам, долу да се иселиме, да најдат долу место да ми се најде. Би оживеал, Некаде поблиску до градот, доблиско. каде што може и Да видат си родите, некој ќе ми види, некој ќе ме назрне, то понам покој. тука и да ти се слуши, нема кој да те види. Нема кој. Еден брат ми унекне крпен потешко, никој не го е видел. Него нешто и присоко е, баба го и него. Нема како ниту да отиде до лекар. Нема. Кога не му е добро на човек, не може ниту да... Еден тука умре, беше зим влани. Умре никој, ја ујдовам, жал му отворен, замрзнал беше, ујдо го ја, замрзнал, додека унесол брза помош, додека дојде и умре там. Ја го не до. Иднина тука во оваа куќа не гледаш. Не. Би сакал да се симнеш подолу во градот, ако може некоја соба да имаш Тоа е така. и некоја полесна работа, како чувар би можел ли да работиш? Ќе мога тоа. Можеш тоа. Ќе мога тоа. Друго е, некој денар плюс Плюс. повеќе од 4000 денари. Тоа е така. Ја прави нега, знаеш што прави нега? Ја направи постојано. Што правил сум по нега, по Скопје комисијата ми одбија ме. Ја оти нога, ја ме не мога, пари не ми сметаме, малку ми пари. И бе направил постојано. Па давам 5000, ама и тоа настојано таму остави и готово. И сега само со социјалното живот. Се сам. Понекогаш кога ти е тешко, знаеш да заплачеш? Па плачал, Зашто најчесто? па плачал, не сам останал, немам пара, немам леп да си купа, дреј нема да си купа. Чуден е животот. Некогаш токму на оние најосамените и најповредените, Бог им дава најмногу сила да издржат. Тие се што имаат денот кој го ставаат како мелем на своите рани. Наспроти се што минале и издржале, секој ден го започнуваат од почеток и веруваат дека раните ќе се намалат и ќе дојде поубав ден. Кога сме скршени се смета дека најмногу можеме да направиме, зашто во нас се калеми неголема сила. Оливера Арсова живее тежок живот од раѓање. Родена е во Виница. Млада се омажила, но живеела под тешки услови и кај родителите и подоцна во бракот. Имала и тешка сообраќајна незгода која 6 месеци ќе ја затвори во шок соба во болница. Сепак се издигнува и над тој проблем, но данокот го отплаќа денес преку здравјето. Често губи свест, паѓа и ги крши нозете и колковите, а поради сите диагнози не е способна ниту да работи. Никогаш не се осознала како мајка, па нема никој да ја гледа и помага секако го е безпомошна. Зема социјална помош од 8800 денари, некој денар плюс ако супругот собере некое пластично шише. Но затоа тука се соседите, кои кога и е најтешко знаат да ја подадат оброк или некој денар за да ги купи потребните лекови и храна.
Често лежи во болници и бањи. Сепак влагата во собата и лошиот живот ја принудија да си го отвори срцето и да го раскаже својот живот, во надеж дека хуманиот народ ќе ја помогне и во иднина баре малку поубаво и посрекно ќе живее. Но овој облачен ден, недела, се наоѓаме во Виница. Денес ќе ве запознаеме со животната сторија на Оливера Арсова, која што е родена тука и живее се уште во куќата на мајка и заедно со својот сопруг, меѓутоа преживува затоа што вели немам за храна, но немам ниту услови во домот за да преживеам. Добар ден. Добар ден. Оливера. Јас сам Оливера и ја. Мило ми е. Мене ми е мило. Се пријавивте во Срце на дланка. Да. Кој ви е проблемот и со што се соочувате? Како Па живеете? немаме доволно јадење, немаме доволно за куќа, јас сам оболена, Што ви се случува на вас? па нервози имам и паѓам, Од што сте од болни? прелепсија Епилепсија. и стресови имам. Кога ви констатираа епилепсија? Уште кога беј 10 години, 11. А лежам у психијатрија, несоница имам, не можам да спијам. Што работи вашиот сопруг конкретно? Кого што најде тоа работи? Не е вработен некаде? Не е вработен, дека најде таму работи, собира шишиња, да преживееме, да платиме струја, вода. А дали земате некоја социјална помош? 8.800 земам, што 8.000. поправ. Апчиња ли да купам, јадење ли. Фала на Иринен, а Рената што и она ми помага, и комши и све. Живеете од нивните хумани дела? Да, хумани дела живеам. Социјално ни дават јадење, у градинка што дават. И на нас дават исто. Што 2 црпки дават и толку. Тоа што ќе остане во градинките Дават на нас. ви даваат на вас. Може ли да видиме Може. во какви услови живеете? Ми Ево. пишавте дека има влага во куќата? Да, имаме влага. Ево, ќе ми падне таванот. Ова ви е? Ова. Се што имате? Е ова и таму имам што прифаќаме. Чива е оваа куќа? Ова е на још на сите куќава, ама ова ми е рекол мајка ми, татко ми на мене да остане. А оние се на сестрите таму. Што имам сестри, браќа. А ова е моја. Колку години сте тука? Епа, овде сам само 1 година и живеев у Обрешово и после се префрлivме тука. А кога се омаживте? Да, Од таму ви е сопругот? да, од Обрешово ми е мажот ми и таму живеех 1 година, а после бевме под Кирија, од Кирија дојдовме тука да ја чуваме мајка ми и мајка ми се помина. Ево 13 години. Верувам дека тешко се живее со Тешко. толку минимални средства, со Да. болести како што ги Да, имате. имам ја многу, ево видете колку апчиња имам. Куп апчиња имам. И прелепси имам, имам шекер, притисок, све. Лежам у болница, у бање одем. Паѓам, нога, рака, убијам. Ево кичма 7 и 6 пршлен треба. А што ви е најтешко, Оливера, кога Кога да имам за јадење, да имам покрив добар, тоа фала на Господ, ќе кажам. А сега сум за никаде. се случувало ли да немате за јадење? Се случило да немам ништо да јадам. Само вода пием. А апчиња пиема морам и затоа и паѓам. Но како се поминува денот само на вода, без храна? Кога немах така, или идам кај некои пријателки, им побарам да ми даат. Што им велите? Па ако може да ми даете бобче, ориз, било шо. Вчера конкретно, што побаравте од една соседка? Ми даде компир. Викам, ако може компир и јајца ми даде, тоа можем, вика. Кога ќе треба, пак дојди.
Оливера потекнува од Виница во семејство од 5 деца. Од 8 годишна возраст доживува епилепсија, неколку години подоцна и сообраќајна незгода со камион, што цели 6 месеци ќе ја закуваат за кревет во болничката Шоксоба. Иако се освестува и останува жива, сепак никогаш нема да биде како пред несреќата. Неколку години подоцна се мажи со супругот и живее во Облешево, но недоразбирањето со неговите родители ќе ја носат по разни кирии за пред неколку години да се врати во родната куќа за да ја чува болната мајка. По смртта на мајката останува тука, во собата дом, кој е целото нејзино богатство, но и целата нејзина болест поради влагата која ја диши од неа и студениот воздух во зима кој никако да се затопли поради недоволната изолација на истата. Овде живе. Во Со оваа мајка. куќа? Да. Колку деца сте? 5 деца сме. Како живеевте како помлади? Како помали, и така. Живеевме. До кога беа живи родителите? До кога Мајка ми, зависевте од нив? татко ми има скоро 20-30 години како умре, а мајка ми сега 12 години, 13. Никогаш кога бевте помлада работевте нешто? Не. Ја не можам да одам на работа. Никогаш ништо не сте работели? Не. Ја имам и епилепсија и се паѓам од маленка. Од кога? Од маленка. Од 8 години, 9. Како забележавте дека Па, отидов на доктор и ми кажа у Скопје. ви се случуваше тоа во училиште? И во школа, и во се. Имате ли некои ете така лоши сцени, трауми од тоа И тој период? имам ја од собраќајката и не можам да спијам на вечер. Ево месец дена. Не можам да спијам, не можам ништо ни да јадам, ни да пијам со зор, јадам ево лекови колку имам. А кога ви се случи собраќајката? Па тоа кога бев 10-11 години со брачет ми. Што ви се случи? Па он дојде и отиде у Скопје и јас со него. Еден камион и јас 6 месеца у Шоксоба. И не знаев ништо. И од тогаш повеќе болести имам. Сегашнава ситуација можеби ви е одрази данок од таа состојба во собраќајката. Можда и од тоа да е. За живот она има повеќе болести, повеќе операции правено. Паѓа, падне, скрше нога. Викаме, ајде мошке лаже, знаеш како обично ние. Ама гледаме утрото у гипс ставе на ногата, патерици, штаки носе на бања. И се по доктори, по тоа. После 6 месеци кога се разбудивте, Јас маев овде по народу со камења, по се не знаев. како маловте? Па со камења земам или мам некој за мене, мам. Зошто така правите? Па така ми доаѓаше. Од како? Од со собраќајката, да. Сега тоа веќе не се случува? Не се случува, час пат се случува да се скарам со некој, ама не толку. Ви доаѓа нервоза однатре? Да. И не можам, и јас пијам лекови за нервоза, лежам у психијатрија, одам лежам. У Штип. Одам да лежам. По болници сам се, сега треба пак да одам. И за Скопје, и за Штип. Сепак, кога имавте 20 на години, одлучивте да се омажите. Да. Се омаживте? Да. За кого? Со Илчо Стојанов од Облешево. И живеевме една година таму. Имаше проблеми со неговите, Бог да ги просте. И после си дојдовме тука. Бевме под кирија. После мајка ми како се разболе, брат ми на работа одише у Винка и после како он рече тука да останам, ја гледавме мајка ми и колку можев и ја и она. Онадавме. А повеќе момчето беше. Помагаше околу вашата мајка? Да. Сепак ја изгубивте и мајката? Ја изгубив мајка ми и татко ми. Другите са ми се по странство, нема кој да ми помага. Не ви се јавуваат, не ви помагаат роднините од? Не. Останавте тука, во оваа куќа каде Да. што сте родена? Да, тука. И го викнав момчето тука да дојде со мене и дојде. Какви се условите во оваа куќа? Никако ева, кога ќе врне тече.
Од каде ви тече? Го видите од кочекот. Ево, ки падне и куќата, видите. Се, како е. Од кога не е Ова од правено? кога? Уште татко ми кој бил и мајка ми. Со години тоа. Сопругот не може нешто да... Не може и он не оде на работа со шишиња. Кога го викне некој да му да помогне за парче леп. Но и за да ја прави треба материјали. Нема. Оние не можеме за јадење да унадеме не за куќева. Не се добри условите. Точно не се. Што може да се поправи, да се направи, не знам. Тоа е се у питање пари, што можеш? Пари. Сепак вреди и заслужува да и се помогне на оваа Па жена. треба да и се помогне, да. Болна е жената, она од маленка е малку така, неарна. Се ми ова и кујна и невна се. Оливера и сопругот живеат тежок сиромашен живот веќе со децении. Јадат храна од народна кујна или од детските градинки, ако остане нешто што не е изедено. Затоа таа, за да преживее, но и за да купи лекови за да не умре, оди по соседи и моли за денар-два или за некое парче леп кое дома го јаде со сол или со вода. Сепак нема да ја изгуби вербата во хуманиот народ, кој е единствената надеж и спас во моментов, за да може малку барем да ја поправи куќата и да добие храна за да не умре од глад со сопругот. 8800. Како ги распределуват? Не така, струјале да платиме, водале да платиме. Момчето оде по шишиња да збира за да платиме, да имаме да јадаме. Лекови да купиме, па имам пријатели што ни помагат некој пат. А дрва, како ја поминав тоа зима? Па нешто купи од еден човек, мажо ми, што собира шишиња, купи дрва. Или иде на некој да работи и му даа дрва. Идем кај градоначалникот да ми пушти еднократна помош, пушти ми некој пат не. Леп земи по народ. Ми дава алишта, ми дават јадење, те Рената ја питајте, нека ви каже. Од социјална храна зимаме еден оброк и толку. Трпеме, лепи вода ќе јадам, лепи сол. Нема што направим. Тако ми живото, некојаш ни леп не сум јадела. И затоа пием апчињата и паѓам. Зашто ги пиете тие апчиња? Имам за притисок, шекер, прелепсија, све имам. За мокрача, за се, ево. Мачкам, ево. Видете колку куп апчиња имам. Една тетка Дарка и тетка Блашка што ми помагаат. И ми дајат јајца, ми даат пари некој пат. Јадење ми дае. Оливера како соседка е многу добра. Фина е, со секој комуницира, на секој добар ден, добро вечер, како сте, шо сте, како што треба, како човек. Незгодно ми е, на мене од народ идам да тражам, ама што да правам. Вчера бев кај тетка Дарка, тетко Дарко викам, ако може, компирче кој имаш да ми даеш, ми даде жената, како за еден оброк. Што направивте с компирите? Ево са час ке направим момчето манџа, што да правим. Како ви поминува денот? Па лежам, повеќе идам кај пријателки, поседам малку таму, нешто они ми да апнам или да донесам дома и така. Соседите ви Па помагат? помагаме и ние помагаме, да. Справиме зимница, даде ми и тегла, пинџурче, ајварче, нешто. Па и друго нешто. Повеќе. Или сукам нешто, повеќе е тоа. Ајде и на Оливера да и дадеме. Тоа и даваме. Секој си има фамилија, не може тоа секој ден си треба. Секој ден пари си требат. Секој ден е за храна пари, највеќе за храна. Инаку Алишта има од Црвен крст. Изимам пари вчера од жената, заемам лековите. Не можам ни да живеам, почто немам. И ако не ова комшика,
Да никаде, жената донесе. Ајварче, пинџуче, супичка. Тешко ви е што живеете ваков живот. Јас сакам да сум тебе, не да живам. Зошто да се утепате? Оди немам. Не би се живее ваков живот? Не. Некош готвам, некош не можам, нема со шо да готвиме. Шо ќе готвиме кога нема. Од којната што ни дадат од социјалното, тоа јадеме. Секој ден ви даваат оброк од таму? Само сабота, недела не дават у петок за сабота, недела. Конкретно денес е викенд. Да. Денес нема оброк. Нема, ама ни дават паштета, кубаси и тако за сабота, недела и некој другото секој ден. И што е тоа една котланка, 2 црпки, 4 за двајца. Не е доволно. Не е доволно. Малку е. Јадеме. Но ако не е и тоа, Ако не е тоа, ќе трпеме. Идеме, тражаме од луѓе. А она нешто и дават од градинката што остане храна, нешто, малку нешто. Кога има, дадат и донесе, маже и донесе. За еден ден, 2 дена мошки има, после што најде тоа јаде. Колку има пари, толку троши. Пат ме тера се така да плачам. Самата болест. и тешкиот живот. Тешко е. Така малку може да ми ја направите куќата. Туку да ми направите колку можете. И нешто помош да ми даете, ако може. Ја сум за благодарна ако ми помогнете. Да ви дае Господ здравје. Од мене поздрави да имате. А што може на оваа соба да и се поправи? Епа ово само покрива тоа да се направи. Овде е бетон, ладно е. Ево теписи ми дава комшиката. Немам. Помагат многу ми народ помагат. Не можам да кажам. Еднаш направи сообраќајка пред повеќе години. Сообраќајка и на главата беше тука, ударена, шиена. И после епилепсија, паѓа, падне, скрше нога, на 2 пати или 3 пати нога, нозите ги крши. Сега се е со штаки, криве. Жал ми е за неа, ама тоа е. Да ја видите малку по-нова, по-средена куќата и да не патите за леп би биле Подобри, посрекни, повесели ќе сам. Може и поздрава да сам. Не знам. Сметате дека ваквата состојба ви ја нарушува и здравствената состојба? Да. Секое утро започнува ново поглавје во нашиот живот. Да не го започнуваме со тага и немир зашто тој отров ни ја труе душата. Ајде секое утро да го започнеме со поглед кон небото и во исчекувањето на насметките да си речеме дека солзите не се знак на слабост, туку знак на замор. Ајде и кога ни е најтешко да станеме, да истресеме прашината од нас и да продолжиме понатаму. Ете така се почнува нов живот од почеток.